Меѓународниот ден на жената, 8 март, го почнавме со вест дека маж од Тетово ја застрелал својата партнерка, при што тешко ја ранил, пошто се самоубил. За помалку од 5 години, односно од 2019 до денес, во Македонија биле убиени 20 жени само поради тоа што биле жени. Статистиките бележат и пораст на пријавите на семејно насилство, и тоа од 2022 за 61%. Застрашувачки во целата оваа ситуација е податокот дека 92% од сторителите на насилство се мажи, дека голем дел од сторителите на семејно насилство се и синовите. На оваа тема разговараме со Фросина Ивановска, психолог. Фросина, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. Споменав што се случи на 8 март, фемицидите, односно убиствата на жени и девојчиња, меѓу другото, се една од главните причини за смртност на жените на глобално ниво. Ова го потврдуваат и глобалните статистики. Во периодот од 2008 до 2020 извршени се најмалку 50 фемициди. Секој ден слушаме, за жал, за нови. Тоа се многу години, Фросина, во кој системот потфрлил на оваа тема. Системот и работи и прави некакви промени, меѓутоа за жал не прави доволно или не прави можеби она што е потребно за да дојде до прекин пред се на убиствата на жените, а понатаму да прекине и самата зачестеност или толкава зачестеност. Напротив, како што кажавте вие, податоците покажуваат дека нас не се случува зголемување. Но она што е битно, мислам дека може да се најдат повеќе недостатоци во системот. И во однос на брзината на постапките, колку се реагира, и во однос на услугите за заштита кои што им се нудат на жртвите, и во однос на постапувањето кон сторителите и нивното соодветно казнување за делото што го сториле. Меѓутоа, она што недостасува се токму вакви податоци како што вие ги набројувате сега, за да знаеме точно каде се пропустите, каде се недостатоците, каде треба да го зајакнеме системот, и тоа во секоја од посебните алки. Сите ние собираме некакви податоци и како граѓански издруженија и како институции, меѓутоа тоа не е на еден унифициран начин. И се уште мислам дека не им е јасно на оние кои што работат на оваа проблематика зошто е толку важно да се прибираат овие податоци. Тоа не е за да прикажеме колку ние работиме, него токму да видиме што е тоа што придонесува, например, да расте последнава година бројот на пријавите, или пак да видиме какви се тие насилства кои што се случуваат, колку пати се повторува едно насилство, и да можеме согласно тоа да понудиме зајакнување или унапредување на системот, бидејќи се прават напори. Постојано се прават напори, постојано се пилотираат одредени услуги, но пак ќе кажам, мора тоа да се направи на начин кој што ќе биде континуиран и тоа да биде сето одржливо, а не нели да направиме прогрес во една област и потоа да се случи нешто друго па да преминеме на нешто, а овој сервис или ова нешто што сме го работеле да го заборавиме. Оние кои што најмногу го чувствуваат тоа недоследно или неконтинуирано или непостапување било каде да се обратите на ист начин, се жените кои што страдаат, бидејќи она што се случува е најчесто да им се понуди некое конкретно како мени. Сакаш ова, сакаш ова, сакаш ова, место на вистина да слушнеме што е тоа што се случува со таа жена, кои се незините ризик фактори и да почнеме да работиме со нејзе на начин на кој што на вистина на нејзе ќе даде порака дека системот е тука, дека имаме ресурси, дека ќе ја поддржиме и дека може да излезе од насилството. Што говори за нас како општество фактот што 63% од семејно насилство се сегашни или идни партнери, 16 сторители се синовите? Тоа не е изненадувачки за мене, иако за жал нели се уште прашањата што ќе ги добиеме, нели кои се факторите кои што влијаат да се зголеми насилството? Дали е тоа алкохолот, дали е тоа користење на дроги, дали се тоа психички болести, меѓутоа она што точно покажуваат податоците, без разлика на сите овие други фактори, дека станува збор за момчиња и за маши. И еден од клучните фактори на кои што треба да се внимава е токму таа родова едукација. Се уште, за жал, уште од мали нозе слушаме како момчињата не им се забранува да плачат, или момчето не смее да биде удрено и да биде засрамено и треба да врати со насилство. Така да мислам дека во тој дел уште од најмали нозе, уште од градинки, треба дечињата да се едуцираат во однос на емоциите.
дека лутина е во ред, меѓутоа како ќе ја покажеме лутината и како ќе го покажеме незадоволството? Бидејќи за девојчињата не е толку прифатливо да покажуваат лутина или да бидат агресивни, а за момчињата тоа е дури нешто на кое што родителите ќе се гордеат и мислам дека суштински да се работи со родителите за сето ова да се прекине. Два аспекти посочувате и вие, но и познавачите на состојбите кои што се неопходни за намалување на оваа поразителна статистика. Едниот спроведувањето на законот во пракса и другиот превентивата. Ајде првиот аспект да го разработиме, односно спроведувањето на законот во пракса, бидејќи се тоа убаво е напишано на хартија, но кога ќе дојде до спроведувањето, тука каскаме. Немаме успех, бидејќи во 2019 само 24% од сите пријавени случаи за семејно насилство завршиле на суд. Сторителите биле казнети само во 15% од нив, додека само во 3% била изречена казна затвор. Од 2022 статистиките велат дека процентот на сторители на семејно насилство на кои им била изречена казна затвор се намалил на 1%. Да, ова е навистина голем предизвик, затоа што одговорот кој што системот го праќа на крајот на краиштата е дека не е ништо страшно, не е ништо сериозно и дека дури и да го направи некој нема да трпи некакви последици. Е сега, нели зависно од тоа какво е насилството кое што е сторено, зависи колку пати се повторува, зависи кој се бил загрозен и колку бил загрозен, треба да се одберуваат соодветни мерки. Имаме ние и привремени мерки кои што се изрекуваат, но за жал и тие не го даваат ефектот, бидејќи не ги заплашуваат оние кои што вршат насилство дека ако го повторат тоа дело и ја прекршат мерката, следно нешто е нешто построго. Меѓутоа, каква порака се извинувам им праќа на жртвите? Како да пријават кога ги имаме овие статистики? Дека што и да направат, точно така се остварува заканата која што ја дава сторителот дека никој ништо не му може и дека тој ќе направи се до момент додека не ја уништи целосно или не ја повреди или психички не ја до толку дестабилизира, бидејќи чувството дека некој може да прави со вас што сака, а дека никој нема соодветно да ве заштити и него да го казни, навистина. И после тоа прашањето зошто жените остануваат. Затоа што понекогаш обидот, нели еве вака да се заштитат, може само сериозно повеќе да им направи предизвици и проблеми и да ги загрози. Меѓутоа навистина е битно. Навистина е битно да се направи соодветна проценка и со сторителите да се работи, бидејќи дури и ние тие жени да ги условно речено да ги поддржиме, да ги извадиме од тој круг на насилство, повторно имаме други жени кои што тие неказнети сторители можат да вршат насилство врз нив. Така да паралелно со заштитата на жртвите мора да оди зајакнување на овој дел работа со сторителите. Некои сторители ќе одат во затвор и тоа ќе биде единствената, како да кажам, казна на она што го сториле сразмерно да ја истраат. Меѓутоа со некои сторители можно е да се работи за да дојдат до одредени промени. Државниот завод за ревизија ја подготви оваа статистика на темава која што ние сега дискутираме, но упати порака да се изготват превентивни програми и да се зајакнат механизмите за заштита на жртвите. Сега, во однос на превентивата, реализиравте програма во чиј фокус се и сторителите на семејно насилство. Како работите со младите? Со младите, токму на она што претходно го спомнав, се работи во насока на разговарање за одредени ситуации, разговарање за одредени предизвици со кои што се соочуваат и за едукацијата која што ја добиваат од дома, во училиште, значи во средината во која што функционираат, како да се одговори, што е прифатливо, што е неприфатливо, бидејќи суштински е да било кој кој што има ризик да изврши насилство или некој кој што вршил насилство, да ја прифати одговорноста и да разбере што направил со својата постапка и дека таа постапка некого повредува и дека тоа е неприфатливо. И сега, подобро е да се работи со некој кој што се уште не сторил нешто, меѓутоа е под ризик, гледаме дека е под ризик заради некои индивидуални фактори, заради семејството, заради средината, да превенираме да не дојде да тоа ескалира за 5-10 години, отколку нели кога веќе некој ќе се формира и откако веќе тоа ќе стане вообичаен начин на однесување кој ќе го практикува, после тоа да работиме советодавно и да го менуваме. Така да затоа превентивната работа со младите момчиња мислам дека е суштинска. Добро, многу е важно каква порака праќаме и треба жртвите да слушнат повеќе охрабрувачки пораки за да можат во што поголем број да се охрабрат и да пријават насилство. Во контекст на тоа, има ли успешни приказни од работа со сторителите? Има.
има успешни приказни, се разбира. Програмите за сторители кои што совето давно се работи со нив, тоа е навистина сериозна работа, тоа е работа од период од 4 месеци, индивидуални средби, групни средби. Пред се е неопходно некој да е соодветен, и затоа се прави проценка да ја помине таа програма. Не може секој да има да ја разбере, да кажам, и да може да добие нешто од нејзе, меѓутоа самите теми кои што се обработуваат, начинот на кој што се работи, кај оние сторители кои што се проценети дека се соодветни, дава резултат бидејќи е баш еден начин. Тоа се обично луѓе кои што нема да се обратат сами да одат на советување или на психотерапија, и во почетокот е отпор. Нели, тука сме ние групирани, некакви сторители, непријатно. Но свесни ли се дека направиле нешто лошо, за што треба да работат? Значи, и почетно за да дали влезат, свеста постои? И почетно за да влезат во програмата мора да постои одреден степен на прифаќање на одговорност, односно да не го негираат она што го сториле, а во текот на работата да научат поинаку да се справуваат и да се носат со ситуациите, со доживувањата, со емоциите, за да не се повторува. Сусма, за крај, пред да го ја вклучиме колешката Симона на своето линковско вклучување. Фрусина, колку ние новинарите треба да понесеме одговорност за известувањето во случај на вакви сензитивни теми? Во Црната хроника можеме да прочитаме се и се што на оваа тема, колку текстовите и секој изговорен и пишан збор знае да влие? Влие сериозно, како ништо друго. Прво, еве тие податоци кои што ние ги имаме, нема да стигнат до пошироката јавност и нема да се добие впечаток колку е ова нешто што е зачестено и се случува ако не ги објавувате вие тие податоци, бидејќи ние ги знаеме. Тоа е една работа, втора работа начинот на кој што се известува за одредени случувања, нели? Да не биде тоа семејна драма, да не биде тоа, нели, така формулирано, него баш да биде дефинирано и да биде насилството посочено како нешто што е неприфатливо. И може би во следење на некои случаеви кога институциите потврлаат упорно и кога жртвите не добиваат заштита, за на кај да дознаеме дека завршило трагично, може би тука треба новинарите малку повеќе да стават притисок врз институциите, особено по помалите градови. Кога велиме дека новинарите ги носат промените, токму тоа значи новинарите треба да прават промени. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Оваа тема за жал останува актуелна. Статистиките ништо поразлични од пред 2 до 3 години. Причина повеќе да зборуваме гласно за да ги менуваме нештата. Благодарам, Фрусина.